шок, неверување, тага, меѓутоа моравме да бидеме тука за нив. Моравме да имаме цврстина за да ги поднесеме тие моменти кои они сакаа да ги споделат со нас. Тоа беа големи проблеми и тежини на тие мали плеки. Жал му беше. Голем процент, значи може 70-80% од учениците се биле таму. Имавме тројца починати ученици за жал и повредени околу 30. Од тие 30, 22, мислам, или 25 беа во странство на лекување, значи сериозни повреди има. Двајца од учениците беа подолго време, значи едниот се врати во август, ученичката во јуни. Сабајлето тоа во неделата им пишав на учениците од паралелката и таму кај што предавам, имаме вибер групи за да ги видам, да прашам како се. За еден од моите ученици кои што беа во групите ми кажаа дека е на лекување, ма дека не е многу сериозно. Што за жал испадна дека не е така. Значи остана во Словенија до август. Не знаевме ние како да се однесуваме искрено, не децата. Сите слушавме од социјалните мрежи, отидовме веднаш во болницата да видиме нели какви се, во која состојба се самите деца. Понудевме помош да дојдат нели во нашето училиште ако има потреба за превземање на повредените лица од дискотеката и понатаму, значи, втората работа што направивме, побаравме помош и од Советот на општина Кочани и од Министерството за образование и наука. Во личен контакт со министерката договоривме средба во нашето училиште, значи истиот ден, на која што министерката за образование Весна Јаневска веднаш дојде со екипа, со тимот од министерството во нашиот град и во нашето училиште се одржа еден состанок да видиме што понатаму. Значи, бидејќи утрешниот ден беше понеделник и како ќе го оствариме тој работен ден. Сите наставници побаравме да ни се даде, да ни се овозможи од Министерството психолошка поддршка и со психолози и психотерапевти. Прво да бидеме ние обучени како што да превзимаме, но и ние да ги спремаме и да ги подготвиме самите ученици да ги вратиме во училишните клуби. Тоа беше првиот дел на наша побарување. Првата недела додека да се среди со погребот на децата и се тоа немаше ученици. Имавме комеморација за починатите, тука се собравме. Следниот понеделник веќе се вратија на настава, значи во училиште. Учење немаше кој знае што, програма никаква, значи гледавме само да се тие тука, да не се дома, да не се по улица и да ги сослушуваме кој колку сака. Значи да сме тука за нив. Дел од нив сами сакаа, бараат да разговараат, дел од нив не. Среќа и огромна помош имавме од колегите од Скопје кои што доаѓаа, комората на психолози. Тие ни треба и на нас, не само за учениците, значи дел и од колегите користеа услуги кои што ги нудеа. Не бевме спремни за една колективна тага. Тоа беше колективна тага. Дел од учениците некако се
или сакаа многу да зборуваат без престан, дури и за неповрзани работи со тоа, кај дел од нив се отклучија некои трауми кои што ги имале порано, ова е било само некој тригер фактор за да отпочнат некаков травматски процес и тоа беше. Како минуваат деновите, учениците стекнуваат доверба некако, ајде нас тука не знаат, нели, но и во колегите кои што доаѓаат од Скопје. И си бараат термин, сами сакам да разговарам денес, утре, нели. Имаше огромен ефект тоа што имаше со кој да ги споделат чувствата и емоциите кои што ги имаа во себе. Дел од нив има и вина, чувствуваа вина дека зошто баш ја да се спасам, а другарката или братучедот или другарот не, можев ли да направам повеќе. И првите неколку дена имаше гнев кај децата. Беа гневни на се. Беа гневни на родители, беа гневни на системот, беа на сите околу нив беа гневни. Беше дадено на влада на Република Македонија и на влада беше сменет календарот за учебната 24-25 година, со што нашите матуранти им беше даден посебен ден за полагање на државната матура, особено за тие ученици кои што останаа последни на болничко лекување по другите градови надвор од Републиката. Тоа беа во Словенија, имаше во Љубљана, во Унгарија, во Будимпешта и во Грција, во Солун, значи тука имаше наши ученици што се лекуваа и беа малку потешко повредени и им се овозможи, тоа беа матуранти кои се овозможи да полагаат дополнително, бидејќи тоа беа едни од најдобрите наши ученици кои неминовно настрадаа во тој трагичен настан. Да ние како училиште преземаме се што е во наша надлежност да ги опремеме учениците со потребните средства, тоа со клима уреди, со завеси кои ќе спречуваат, нели, да тие ученици бидат дополнително загрозени во периодот додека се во нашите училиште. Треба огромна сила, огромна храброст, огромна желба за и покрај тоа што се е случило и си бил сведок на истото, да застанеш и да кажеш одам нели натаму. Особено тие кои што се повредени, кои што ќе имат може и доживотен хендикеп или ќе имат узни кои што ќе траат години и години, дека се дел од општеството, дека одат на училиште, одат на факултет, дека се дружат, излегуваат, значи веќе надминале дел од тоа кој што бил.